Постојано апелираме и укажуваме на важноста за вакцинација кај помладата популација. Апелите се упатени кај младите, а подразбираме дека покрај младите и постарите генерации се вклучени во таа наша покана и повици за вакцинација. Согласно податоците што ги имаме од Институт за јавно здравје, од возрастна категорија 16 до 26 години кај нас се вакцинирани околу 165.000 граѓани, што не е доволен број, меѓутоа е сепак број кој што е значаен за нашата држава. Па да, јас за таа цел лично јас се вакцинирав за да дадам порака дека вакцинацијата е безбедна и сигурна и заедно со студенти од фармацевтски, медицински и стоматолошки факултет во кампусот на Универзитетот Кирил и Методи, заедно со ректорот професор Никола Јанкуловски и професорката Александра Грозданова, која што ни е национален координатор за имунизација, ја дадовме пораката дека науката поддржува вакцинација и дека министерот лично ја прими третата доза бустер. И со цел доближување на можности за вакцинација до младите, ние имаме и овозможено, односно основано вакцинален пункт во самиот кампус на УКИМ, така да секој заинтересиран, во текот на секој работен ден може да се вакцинираат во таа точка. Изборот е индивидуален, но научните сознанија и докази укажуваат дека се спречуваат тешки компликации и оваа инфекција не бира возраст и може да заврши фатално. Така да ние постојано повикуваме на вакцинација. Во моментот во тек е поширока кампања за имунизација и на различни групи, возрастни групи. Се подразбира и помладите се опфатени, особено помладите кои што имаат некоја хронична болест, затоа што според нашите анализи поголем број на граѓани, околу 260.000 наши граѓани се на возраст над 65 години со хронична болест, што за нас, според нашите податоци, вела дека таа група е во ризична група на пациенти кои што потенцијално може да завршат и со хоспитализација.